Здраво, бикови! Добре дојдовте во новото видео во кое ќе ги толкуваме љубовните пораки кои се однесуваат за периодов кој е пред нас и ќе зборуваме само за љубовта, за врските, за емоциите и во нешто ќе се пронајдете, во нешто не. Затоа прифатете ги оние пораки во кои ќе почувствувате дека нешто е упатено кон вас, она што мислите дека не е за вас, отфрлете, не обрнувајте внимание и да преминеме сега на пораките. И па биковите, што ги очекува биковите месецов? Јас мислам дека ќе биде доста интересен месец за вас, затоа што се случуваат некакви големи промени. Овие промени се само на вас и лично на вас, или вие ги доживувате, или вие ги покажувате, ги креирате и ги манифестирате. Што се случило? Се случува нешто од кое вам ви е доста. Значи, неколку се сценарија, ќе ги опфатиме еве повеќето. Нешто се случило и вам ви е доста, се случило нешто. Вие подолго време сте поднесувале некаква нечестност, подолго време сте трпеле некакви лаги, тајни, неубави постапки, лоши зборови, навреди, проблеми, нервози, значи подолг период вие го трпевте ова. И сега е моментот кога вие ќе кажете дека е доста. И ова е доста, од ова враќање нема. Вие може да издржите долго, но кога ќе кажете доста, тоа навистина е доста. И кога вие ќе ставите крај, тој ќе биде, како што кажав, крај, навистина крај, некој овде ќе биде страшно разочаран од тоа. На некого не му одговара ваквата трансформација, затоа што вие со тоа што ставате крај, вие всушност се трансформирате. Ова е карта, ова е смрт и трансформација. Значи не се работи за никаква физичка смрт, тоа не се грижете, затоа што овој пат се работи за трансформација. Значи, се она што постоело завршува, повеќе го нема во вашиот живот. Дали, значи, во овој случај, кај вас неколкуте бикови за кога поракава, значи, вие ќе ставите крај на таквото однесување, на таквите луѓе во вашиот живот, вие ќе им кажете дека е доста. Тие ќе бидат разочарани, ќе има неубави зборови, ќе има вознемиреност од другата страна, ќе има револт, но вие сте одлучни да биде крај. И веќе нема назад. Сега, може да сте на другата страна од приказната, со исклучоци се разбира, меѓутоа, ова јас мислам дека од кај вас доаѓа. Трансформација се случува во секој случај. Трансформација се случува и за тие кои подолго време прават нешто или имаат некакви нечесни, може би и вие нешто сте правеле неубаво, може би вие сте биле тие кои постојано го нарушувате мирот дома во врската, без разлика дали сте во брак или само во врска. Вие сте биле тие кои имале чии постапки навистина биле неприфатливи. И сега таа трансформација се случува, затоа што вие конечно, еве, гледате, и овде се работи за трансформација, значи, оваа трансформација се случува 100% кај сите вас, за сите ќе биде различна, но, еве, кај вас биковите, некој од вас, мислам, ќе се случи затоа што вие ќе погледнете длабоко во себе и ќе препознаете се што не чини, се што не е добро
и вие од длабочините на вашата верба ќе преземате мерки и ќе тргнете кон една битка со себе си за сето тоа да го отфрлите од вашиот живот. И во тој случај пак некој друг, односно другиот во вашиот живот, вие ќе му ја вратите вербата, вие ќе му ја вратите страста, вие ќе му ја вратите причината да прави се што тој и досега правеше, затоа што некој во вашиот живот вложуваше многу, ви даваше љубов и поддршка, не наоѓаше на иста таква енергија за возврат, не го добиваше тоа, меѓутоа се трудеше. И сега кога конечно ќе види дека вие сте одлучиле да се промените, да ги промените работите што не функционираат, ќе му го разубавите животот, ќе му дадете причина и уште повеќе тој да се труди. Значи прекрасни работи доаѓаат преку оваа трансформација која вас ќе ви се случи. Ќе ви се случи сигурно. Друг дел од вас, вие што сте сами, вие што сте сингл, јас мислам дека вие постојано сте со некое чувство на порази. Вие мислите дека вашиот живот е вие одите од пораз во пораз, од пад во пад. Вие постојано одите наназад наместо нанапред во љубовта. Вие сте така вие сте се чувствувале, така вие се чувствувате, веројатно причина имате. И да, и вам ви е потребна оваа трансформација. Многу ја посакувате. И верувајте дека ова е последниот пад и последниот момент каде што ќе се чувствувате дека вие назадувате наместо да напредувате. Ова е последно. Ова е крајно. Од сега навака работите ќе се случуваат по некој природен пат, вие нема кој знае колку многу од вас ова да доаѓа, ова ќе доаѓа некако природно, од природата, од вселената, од универзумот, од Господ, како и да сакате, и работите ќе почнат да се менуваат. Ќе забележите многу голема промена, веќе почувствувате некако, затоа што другите луѓе почнуваат во вас да гледаат некаков, да забележуваат некаков магнетизам. Во сето ова можеби досега што ви се случуваше, ве направи некако поинакви, вие почнавте, вие се изградивте преку сите тие падови, несреќи, проблеми, вие се градевте на некој начин и сега сте изградени во една многу поинаква и многу попривлечна личност, похрабра, помоќна, сте станале отпорни, моќни, тоа го вие го ширите. Тоа го проектирате и другите луѓе не може да не го забележат. Тоа привлекува кај другите луѓе и сега, како што ви кажав, тие ќе почнат да чувствуваат некаков магнетизам, некаква заводлива енергија. Значи, вие што сте сами, може би и другите, да, меѓутоа конкретно е за вас, вие ќе бидете многу привлечни за спротивниот период. Многу привлечни. И сега, кога вие тоа ќе почнете да го забележувате, вие може ќе добиете некаква желба или мотив да преземете некакви активности, меѓутоа овде што е советот за вас? Картите ве советуваат дека не треба сега да брзате во никој случај, никако тоа да не го направите, да не брзате, да погледнете во срцето, повторно да се вратите на она храброст која е во вас, која ја градевте со години и да оставите на природата сама да ги решава работите, зашто ова веќе природата, ова веќе самиот универзум, судбината сега веќе ги плете
конците ги сега оставете на неа, затоа што многу убави нешта доаѓаат. Некаква ќе го забележите ова, ќе го почувствувате, верувајте ми, ваков ентузијазам одамна не сте почувствувале и ваква возбуда, ваква страст. Вие ова ќе го забележите, ќе го почувствувате односно. Значи, она што треба да се направи периодов е да верувате во трансформацијата која следува, верувајте си во себе, таму каде што треба да се стави крај, ставете крај и тогаш ќе се случат трансформациите на подобро кон подобро. Изредувајте ги блиските, сопостапките и оставете сега универзумот да ви ја покаже магијата која е веќе на прагот да ќе ви ја покаже. Дозволете му да ви ја покаже. Прекрасен месец, значи, за вас, бикови. И па тоа би било тоа за сега. До следното видео. Чао, чао!